Не стивнува бегалскиот бран на јужната граница и во првите денови од новата година. Според податоците од МВР, за само 2 дена скоро 7.000 бегалци биле евидентирани за влез во прифатниот камп кај Гевгелија. Најголем број од нив се од Сирија, Авганистан и Ирак, бегалци кои се земи и се пропуштаат понатаму. На првиот ден во 2016 година се издадени потврди за искажување азил на 3700 лица, а до синоќа на полнок се издадени околу 3000 потврди. Од Црвениот крст, која во прифатниот камп се грижат за сите бегалци, особено внимание за децата бегалци и нивните мајки, тие обезбедуваат кебиња, топли напитоци и се што им е неопходно за студените денови. Според нив најголем проблем во кампот не е студот, туку неизвестноста кога тргнуваат возовите од тука. Во моментов најчесто се интервенциите врзани за временските услови, нели како што реков, болести кај мали деца, настинки, грипови, оние сезонски болести и секако оние не ги исклучуваме, оние останатите како хронични болни кои што имаат потреба од соодветна терапија и оние попатно кои што се имаат здобиено со некои посериозни повреди или пак се со посериозни повреди тргнати од земјата каде што потекнуваат. Моментално како што гледате времето добро не служи, со цел и навремени подготовки во однос на зимскиот период. Активно се работи на опремување на сите објекти овдека со цел да се обслужат лицата кои што транзитираат овдека во текот на наредниот период кој што доаѓа. Од 19 јуни лани, кога МВР почна да издава потврди па се до крајот на годината, низ нашата земја поминале над 388.000 бегалци и мигранти. Од нив најбројни се од Сирија, над 216.000 лица. До сега само 86 бегалци и мигранти побарале азил во Македонија.